Еве сме ние во кујната и подготвени да си ги и тука ќе си ги подготвиме нашите утрински ритуали, тоа кое што го правиме наутро, едно вистинско освежување и рецепти кои што од време на време ги повторуваме заради тоа што се доста вкусни, практични и добродојдени во утринските моменти, па денеска го имаме чоколадниот мус со авокадо. Да, но здравиот чоколаден мус, затоа што тоа секогаш го потенцираме. И кога имате авокадо, особено ако не е баш еве нашето не е толку многу меко и не е, да речем, пожелно за она секојдневна употреба да правите некаков намаз или да го конзумирате во салата, кога е малку потврдо, слободно можете да го ставите во блендер и при тоа да го направите овој чоколаден мус како што тоа ние денес ќе го правиме. Додека јас и Ивана подготвуваме, односно припремаме чоколаден мус, споменавме утрово ќе се поврзаме со Холандија, со кој град конкретно ќе ни открие нашиот соговорник. Зоран Радичевски го имаме онлайн во нашето утринско будење, директно или во живо од Холандија. Зоран, та најавивме ова утро, верувам дека не следиш, па еве да ти посакаме и вака добар старт на денешниот ден или Велики четврток. Добро утро. Добро утро Македонија, што ви се рекла. Благодарам за поканата, да ве следам одлично. Одлично го почнавме утрото, се наоѓаме во околина на Амстердам. Великденски така во предвеликденско расположение, великденска атмосфера. Да, и тоа ни интересираше покрај тоа што сакавме еве на еден ваков начин да се слушнеме со тебе, да видиме и како во Холандија или во делот каде што ти се наоѓаш всушност се прославува Великден. Какви се и која е разликата можеби во нивните обичаи, како македонската дијаспора таму се подготвува за великденските празници и дали кога доаѓа време за ваквиот најголем христијански празник се чувствува таа носталгија за дома, па колку и да сме нели време надвор од нашата земја. Така, Великден не е толку голем како што е Божич во западнава хемисфера, да речеме, затоа што Божик им е поголем, значи побитен празник и протестантските и католичките христијани го празнуваат многу по-жустро, по-силно, по-славенички, да речеме, отколку Великден, но се чувствува таа атмосфера малце по малце, знаете, луѓето се подготвуваат, се спремаат, католиците и протестантите и останатите религии не го слават толку како нас, така да традицијата им е одење во црква и можеби некаде излегување на ручек или заедничка вечера или така дружба, но за разлика од нас кои што сме се побројни во диаспорава, традицијата нормално е многу битна и предвеликденската атмосфера се чувствува. Денеска е нели Велики четврток, пцувавме јајца са бајлево, се спремавме за нормално за престојниот празник. Многу луѓе, многу нашинци, не само од Македонија, но нормално од Србија, од Русија, Украина, сите православни земји, сериозно го слават овој празник и гледам дека по пазарите се купуваат јајца, се купуваат дури бои, луѓе се распрашуваат за варзила, за бои за вапцување јајца. Така да и ние го правиме истото. Петок и сабота се собираме во црква, нели на Вели петок, на Црн петок што го викаат, има служби, луѓето од диаспората заедно чествуваме во нашите цркви. Овде во Холандија имаме една православна активна црква и се собираат од сите делови југ, исток, запад во Утрех, во централниот дел на Холандија, каде што одиме на богослужба, на литургија. Во петок навечер истото го правиме и во сабота, каде што го пречекуваме нормално на празникот, Воскресението Христово, навечер на полноќ. Значи тоа е една многу убава прекрасна атмосфера, каде што се собрани сите македонци, се носат јајца, се има литургија, потоа на заедничка вечера се кршкаме со јајца, а претходно исто така или после тоа дома нормално се одиме кај роднини, пријатели, познаници. Нормално не е сега како во Македонија, не сме толку многу бројни, но тие што се познаваме, се посетуваме, се дружиме славенички, пријателски, роднински и така натаму. Зоран, спомена утрово станавте да ги фарбате првите јајца. Дали тоа е некој фамилиарен момент кој што си го практикувате низ годините? Во колку часот наутро станавте?
Станав скоро околу 5 часот наутро, нешто пред 5 часот наутро. Ја поштувам семејната традиција на моите предци, како што мојата мајка и баба и прабаба правели кога бев мал исто. Станував со нив во 4,5-5 часот за да ги вапцуваме првите неколку јајца, да го прославиме, односно да го чествуваме на Велики четврток. Така е. Да. Кажи ни како вообичаено ти започнуваат утрата, еве кога нели ова е ретка можност да се стане нели рано наутро пред изгресот да се практикува оваа традиција, но бидејќи оваа рубрика ни се нарекува будење, сакаме да дознаеме генерално за утринските ритуали на нашите соговорници. Кога не е ваков празник, кога вообичаено стартува денот за тебе, за твоето семејство и какви се утрата во Холандија, во Амстердам, со оглед на тоа што е предпоставувам динамичен град со бројни и жители, но и туристи. Предпоставувам дека уште во рани можеби утрински часови е раздвижено, дали на работа можеби одиш со велосипед. Колку ја живееш таа холандска култура и тој начин кој што таму се практикува? Така, па во изминативе доста десетина години човек се навикнува, мораш да се интегрираш или реинтегрираш ако не си навикнат на западната култура, на западниот начин на живот. Овдека морам да ве разочарам, утрата се ноќи, кога станувам некаде околу 6 часот е, значи темница е, ноќе уште не е разденета. Така да не се многу интересни како во Македонија, посебно во овие периоди, од некаде таму да речеме септември па се до февруари месец е многу ладно, многу е студено. Овие периоди малце се затоплува, така да кога одам работа е ноќ, темно е, тогаш уште не е разденето, па нормално одиме со велосипед. Скоро сите одат со велосипед наутро, односно тие што живеат во централните градски подрачја, многу луѓе што патуваат, пошто многу се патува, нели, имаме меѓуградски сообраќај, се возат нормално, се оди со автомобил и се користи јавен превоз. Овде многу возот е развиено средство, возот и трамвајот и нормално автобусот се развиени средства за превоз. Имаме, нели, општа слика дека во Холандија нормално точакот е главно средство за превоз, не е секогаш така, затоа што многу луѓе патуваат на многу далечни места, се работи, значи јас претходно работев на 40 км, така да или со автомобил, но со автомобил многу често има гужви по јавните патишта, така да возот е најубаво превозно средство. Значи така ни почнуваат утрата темно, но се обидуваме да се просветлиме малце во текот на денот. Таа традиција е, значи, воспоставена овдека, рано се почнува денот, многу рано луѓе, значи да не одиш на работа, да речеме 7-8 сат, луѓето одат многу рано во кревет, 9-10, сите светла се угаснати, ако гледате во околните згради и са бајле во 5:30-6 се будат луѓето, им почнува денот, за разлика од нас каде што така повеќе сакаме да станеме подоцна. Овде денот, односно утрото почнува во ноќта, ако можам така поетски да се изразам. Да, како што ти лежи тебе така. Унако е што можеме да го споменеме, колку често исто доаѓаш во Македонија. Ние знаеме дека ти беше и во нашата утринска емисија, поточно во нашава утринска на Тилма, кај колегата Горан, во да си кажеме и ќе позборуваме малку и за тоа и за она кој што всушност твоја работа и многу титули кои што ги носиш, но еве претходно колку често знаеш да одиш во Македонија и едно потсетување колку време всушност живееш во Холандија? Така, живеам веќе 10 години во Холандија, скоро повеќе од 10 години ова и морам да кажам дека за жал не ја посетувам Македонија многу често поради работните обврски, приватни, секако доаѓам само за летните распусти кои што се овдека малце пократки од во Македонија. Значи ги користам 3-4 недели да бидам во најчесто јули, август месец во Скопје, во Македонија, да се видам со мојата многубројна родбина, пријатели, познаници, да го поживееме малце тој скопски живот, колку што се може во летните жешки денови, да се отиде до Струга, до Охрид. Во околните, ја преферирам повеќе Македонија за као летна дестинација, не Грција, Бугарија и околните места, пошто сум имал чести патувања и така, секогаш ми убаво кога сум дома на своето и така имам многу малце време да го искористам тој момент, така да летувањата, значи најчесто во лето доаѓам во Македонија.
Одлично, она кое што исто така го знаеме дека кон крајот на минатата година, поточно во октомври 2024 се случи промоцијата и на твојата книга за оние кои што, односно роман. Оние кои што те следат знаат, тука ќе се потсетиме, романот ќе се видиме ли пак. Го споделуваш тој и на социјалните мрежи, веројатно имаме простор и можности во овој дел да споменеме за тоа каде може да се најде романот и кога зборуваме за инспирацијата и запишувањето, меѓу другото ти си хиперполиглот. Тоа значи дека зборуваш на 20 јазици, што е нешто импресивно, фасцинантно, нешто што воодушевува и кога вака ќе слушнеме дека некој зборува на 20 јазици, се прашуваме како тоа се случува и како ни ти се мешаат јазиците еден со друг, но веројатно нели тоа е тоа кое што го прави полиглот. Ајде со ред после две прашања во едно за романот и се разбира по тоа зона која што го работиш токму таму. Како вака, значи романот го издадов лани во октомври месец, токму правевме промоција во Тетово и во Скопје. Беше прекрасно, романот се наоѓа во, мислам дека може во кафе книжарницата Буква да се најде и на други места. Напишан е како мој еден вид тестамент за животот во Холандија, за животот во диаспората, за сите тие нови луѓе, нови пространства што ги откриваме, нови хоризонти на еден хумористично, сатиричен, аргументативен начин, така еден вид на сатира, еден вид расказно виден роман, како ја што го нарекувам, роман во раскази е направен, и тука ги опишувам сите случки на еден хумористичен начин, се што ми се случувало, што мислам дека е интересно за читателот, но и за сите останати да се види еве како се живее тука на еден хумористичен начин, дека не е се бело во овој бели свет, нормално не е ни се црно, но има многу интересни, фрапантни разлики меѓу начинот на живот, меѓу луѓето, толку многу култури живеат во еден западен свет и сите досетки, сите случки на што наидувам, што ми биле интересни, се ставени, односно се напишани во тој роман. Што се однесува до полиглотизмот, нели, јас го користам тоа, работам во гимназија, професор сум на виша и нижа гимназија, работам со меѓународни деца, значи еден вид на билингвално образование, користиме холандски и англиски јазик во наставата. Значи 90% од децата ми се од странските земји, од странство, значи најче имаме многу индици, имаме од Јужна Африка, имаме од од арапските земји, имаме од Азија, од азиските земји, од Блискиот исток, од секаде. И тоа ми помага многу еве да се навратиме на она што го спомнате, полиглотизмот, да ги користам тие јазици што сум ги учел, горе дел не можам сите нормално на 20-30 јазика и повеќе, но многу е, што го кажавте, тоа фасцинантно, мене ми е нормално, сосем нормално и едноставно тоа што го правам, но нормално многу е интересно кога го добивате тој фидбек од толку многу луѓе, значи да имам шанса да зборам еве денеска 10-15 јазици и учениците, родителите, сите во мојот видокруг се изненадени и многу се благодарни, нели, што некој се посветил на тоа да го научи нивни јазик што нормално дури ни самите деца добро не го зборуваат поради западното влијание, нели, сите живееме во западен свет и не можеме секогаш да ги воспитаме и образуваме и учиме нашите деца на нашите мајчини јазици. Посебно не ако некој, не знам, од 500-тите јазици што се зборуваат во Нигерија или во Индија или така натаму. Така да, тоа фасцинантно ми е, многу убаво звучи и многу сум благодарен што може мојот талент да го користам, да го насочувам во многу позитивни сврхи, цели, така. Пример на многу од учениците со кои што имаш секојдневна можност да контактираш. Зоран, има ли некој јазик кој што е следен на листата за да го совладаш? Имаш ли желба? За жал, има многу јазици, но времето и приоритетите се сесем на други. Знаете како е живот, семејство, во животот на овде во капитализмот немаме многу време за работите што ги сакаме, но се наоѓа понекогаш, не знам, ќе најдам некој јазик што сум сакал, нормално повеќе јазици не е секогаш еден, никогаш не е еден уствари. Всушност, така да има некој така поретки афрички јазици или јазиците на индијанците во Јужна Америка, Северна Америка што би сакал некој
некогаш да ги научам, така да ќе се надевам во некоја прилика, можеби во некој друг живот, никогаш не се Човек знае. учи додека е жив, така што за се има време, полека, веројатно ќе се дојде до тој момент или до остварување на таа твоја цел. Зоран, колку ти недостига да бидеш во татковината кога се вака големи празници во прашање, затоа што сите сме сведоци, нели, дека може би, ете, ќе се отиде надвор од државата, ќе се успее, ќе функционира се добро, но факт е дека она што ние како народ го имаме во смисла на тој социјален момент, дружбите и така натаму, тоа веројатно го нема во другите земји. Дали е тоа може би една од работите која што ти недостига од матичната земја? Да речеме Македонија. Да. Ми недостигаат многу работи, посебно ми недостига она што го спомнавте, сите тие луѓе и сето тоа време поминато во на наше родно, мило, мало, драго Скопје и останатите делови во Македонија. Нормално не само за великденските или било кои празници ми недостига многу се почесто, значи се што постарам, толку повеќе, значи, добивам инвокации, односно сеќавање на моменти што ми недостасуваат на луѓе, на случки, настани, роднини, пријатели, места кои што си ги посетил, со кои што си пораснал 30 години од твојот живот. Знаеш, ми недостасуваат многу нешта и се повеќе се обидувам некогаш начин да најдам се поврзуваш, нели, со луѓе од овде од диаспорава или сега супер имам онлайн, нели, врска интернет, тука Viber, WhatsApp, едно друго во константна комуникација си секако, но не е тоа го немаш тоа време, не можеш да посветиш толку приоритети, што ја кажавте, онаа дружба, нормално дека ја немаме. Одиш на работа навечер, се враќаш навечер, мислам за бајре, ноќе, се враќаш навечер, 5-6 стемната, ноќе, разбираш, ги немаш тие моменти, тие прилики да се дружиш со, знаете како е, сите сме овде на работа или дома и наоѓаш некое време понекогаш за некој одмор, за настан, за пријатели, но не ја нема таа балканска, таа македонска животна атмосфера, нели, на сите ни недостасува. Секогаш е најубаво да си дома. Мене секој момент е да ми речат: Зоран, врати се. Ова ти е за тебе, би се вратил во секој момент, се разбира. Нормално, метафорички не е многу едноставно така како што сакаме, но да, Македонија или нашата земја е нормално местото каде што мислам дека секој од нас во диаспората сака да биде во секое време. Да, Зоран, она кое што, ете, вака сега во моментот ми тикна да те прашам, со оглед на тоа што Холандија секогаш се наоѓа на листата на земји кои што имаат квалитетен начин на живот, според и повеќе слободно време имаат граѓаните во Холандија, барем тоа го велат податоците од едно последно истражување кое што вели дека многу холанѓани имаат формално скратени работни часови, но сепак заработуваат доволно за стабилен живот. Истражувањето покажува дека во Холандија има најкратка работна недела, само 32,2 часа, и се вели дека оваа земја е шампион кога станува збор за скратено работно време и дека е на високо ниво на листата за задоволство од животот. Ставот на холанѓаните е дека работат за да живеат, но односно живеат за да работат, работиме за да живееме, не живееме за да работиме. Конкретно е ставот на холанѓаните. Дали е ова точно? Според податоци и истражувања, кој е твојот личен впечаток со оглед на тоа што си таму и тоа можеш да го видиш и да го доживееш? Точно е, секако, не само што е точно и остварливо и вистински е, но има тука една квака 22. Значи тие 32 часа и 30 часа имам колеги што работат 2-3 дена, имаат вили, имаат Rolls-Royce, Јагуари и скапи луксузни објекти во својот живот. Тоа е затоа што се работи премногу. Тие 32 часа ефективноста е многу поголема од нашите 40, па и други земји што работат 45 часа. Тие холандскиот систем на работа го има максимално искористено на менталниот склоп на човекот, значи она што можеш да го постигнеш, значи го постигнуваш, значи стално во секој момент ти е дел на работа. Еве јас што работам професорски начин на живот, работиме дома, значи ти работиш 2-3 дена, 4 дена, не целосно работно време, се исплати, но животот ти оди многу во работа. И 2 дена да работиш, мислам дека ќе многу исцрпувачки. Да. Убива, значи и тие 3 дена да работиш, значи ти немаш простор за да се релаксираш, да се опуштиш, затоа што си нонстоп по стрес. Значи ние, еве, давам според образованието во Македонија се од 500 до 750 часа годишно
поминува професор. Овде имаме минимум 1250 работни часови како професор. Истото. Гимназија Орце Николов, гимназија Харлем кај што работам, се е исто, само не е исто. На папир, на хартија се е исто, нормално кога ќе кажеме, но моментот, значи силата, енергијата и посветеноста што мора да дадеш е многу поголема. Значи како да ви кажам, се искористува, се експлоатира максимално секој ментален и физички труд на работените. Значи високи контроли се посебно тие што работат во индустријски живи, во многу контроли, многу притискаат шефовите, нонстоп мора да се лиферува, нонстоп мора да се доставува, нонстоп мора да имаш резултат. Разбираш, ги воспитуваме децата да бидат као роботи од крв и месо. Значи тоа 32 часа не фактички не кажува многу релаксирано, да, ама тој ден што го имаш тие 2 слободни дена ги поминуваш да се одмориш. Да, реално. Немаш време. Тоа е тоа. Да, што значи дека ваква да не завидуваме, значи ваквата слика и не е баш толку сјајна ако зборуваме за начинот на кој што е представено тоа дека е меѓу земите на врвот каде што е квалитетен начин на живот. Под квалитет подразбираме се разбира да бидеме здрави, живи, одморени за да можеме да уживаме во животот, а ова е исто некоја нели таков распоред на работните обврски како што убаво ни долови исцрпувачки. Веруваме дека кај тебе не е така и дека добро успеваш да го организираш твоето време и она што би те прашале на крајот е кога планираш да дојдеш во Македонија. Да, планот и организацијата се многу битни во секој домен, под било која професија, значи мора добро да се планира. Јас се обидувам колку што можам да функционирам ефективно во секое време, да имам доволно енергија, значи да користам разумот, да не се преоптеретувам, но она што викаат work smart but not hard, нели? Или work smart but not hard, mate. Што би рекле во Австралија, е убаво да, се обидувам убаво да живеам колку што можам и да го искористам тоа малку време што го имам за да дојдам во Македонија секое лето. Во нареден август се надевам ќе се видиме, можеби со Горан повторно во една од моите најмилени утрински програми, ајде да си кажеме. Поздрав значи до целата редакција на Телма, да сите што не гледаат, се гледаме пак секако. Да, апсолутно така, Зоран, се гледаме, ти благодариме што ова утро имаше можност и тоа ни го возможи и нас во утринска на Телма да на некој начин искомуницираме со тебе, да се поврзаме во живо во Холандија, да видиме како таму се подготвуваат за престојниот празник и се разбира да ви посакаме среќен празник и убаво празнично време, се до следното наше ведување веројатно во живо во Скопје. Ви благодарам и на вас исто и на сите што ме гледаат, среќни и великденски празници и се најубаво. Се најубаво, поздрав Зоран, убав ден. И те видовме и не само за празниците, туку и генерално како всушност изгледа животот во Холандија, значи не треба. И од прва рака добивме информација дека не е се така идеално како што се пишува по медиумите. Така и дека не треба веднаш на се од прва да веруваме според истражувања, податоци, нешто што треба да се провери или да имаме човек кој што ќе ни каже вистинските информации. Точно така. Докаде сме денешен мус, бидејќи ни недостигаше какао, решивме да се снајдеме да направиме замена од темно чоколадо, 70% какао, така што затоа ја немаме таа класична класична кафена боја, но како велиме секогаш можеме да најдеме замена или нешто да експериментираме. Така што овој мус повеќе не е чоколаден, туку е налик зелен, како што можете да видите. Од авокадото. Да, и ќе му дадеме од озгора малку шумско овошје и секако ќе биде без разлика како изгледа по бојата, секако ќе биде вкусен за конзумирање. Да, и добро спомена и црвен, што значи зелен и малку црвен од шумското овошје кој што секогаш го имаме како додаток и може да уживаме во една ваква комбинација и покрај тоа што ни изостанува какаото, темното чоколадо секогаш е препорачливо и здраво. Еве, доколку ви се допаѓа овој рецепт, можете и вие да си го подготвите.